Го следите најновото информативно издание на 1ТВ. Откорнати дрвја, искршени автомобили и камп приколки, откорнати кровови од куќи и помошни објекти, уништени овоштарници и земјоделски насади, искршени електрични столбови. Се само дел од сликата во Преспа по синоќешното невреме во кое за помалку од половина час беше опустошено речиси се во овој крај. Силен дожд, ветер и град ги зафатија селата кои гравитираат кон граничниот премин Маркова нога. Повозрасните жители велат дека не паметат вакво невреме во Преспанскиот регион. Според првичните проценки од терен, предизвикана е голема материјална штета, но за среќа нема човечки жртви ниту повредени. На терен е колешката Јана Јосифовска, која линковски ја вклучуваме во ова информативно издание. Јана, повели со информациите од теренот. Александар, ова убавина што моментално зад мене ја гледате вчера беше замената со ужасна слика, односно ужасна гледка. Она што го спомена и ти, страшно невреме како што ресенчани и жителите на цел овој преспански крај, како што велат во камерата за 1ТВ, не паметат. Епилогот е тој, се уште може да се забележи на терен откорнати дрвја, меѓутоа и бандери. Цел овој дел, односно кон преминот, патот кон преминот Маркова нога е буквално без струја и денеска. Екипите на ЕВН се на терен ги санираат штетите, меѓутоа прашање е на време кога, ако може така да се каже, се ќе дојде на свое место. А жителите на Преспанскиот крај се уште во неверување, ако може народски да се каже, не може на себе да си дојдат. Во шок за сведочат за екипата на 1ТВ дека вакво невреме, ужасно како ураган, не паметат во својот живот, дека половина час буквално биле во страв додека не поминало невремето. Нашата екипа помина во повеќе места кои што беа фактички зафатени од овој дел. Најкритично е секако во автокампот Крани, каде што буквално секое второ дрво е откорнато и урнато врз камп приколките. Исто така, еден од тамошните луѓе кои што престојуваат ни изјави дека вакво невреме видел само на филм. Тој со неговата сопруга и со уште двајца пријатели биле буквално заробени во камп приколката и среќа, како што вели, е што биле на другата страна кога дрво се откорнало, стар орев речиси 50-60 години и се урнало врз нивната камп приколка. Слични се и впечатоците на оние останати жители со кои што поразговаравме. Во продолжение ги слушаме нивните сведоштва. Кога дојдов овде на вечерта, прелече дека пуля цело расурено в кровот и тоа е. Многу штета и сеното ми остана надвор и дрва. Силниот ветер го растерал. Да, го растерал. И сеното е така расурено и надожда се и тоа е. И забата. Знаете ли од прилика колкава ви е штетата? Па прилика нека 10.000 евра некаде штетата може да биде. И беше ужасно, значи страшно нешто. Половина овци ми влегува, половина остана. Ево гледат, тополото може да го слимите слободно. Тополото овде за мало ќе ми фатеше овците. Ќе убиеше, меѓутоа, меѓу време му отвори вратата и влегува сите таму. Знаеш, и спасив стока да го спасив. Ова што го гледате сам, ветеро, не знам што да ти, што може да објаснам друго. Значи, го гледат сами. Ви бевте надвор или внатре за време на време? Не, тука седев јас лично, значи, под ова. Кај вратата седев, стоката ноте седеш. И гледав, ама што може да правиш? Господ сила. Не можеш ништо да правиш. Памтите ли до сега вакво невреме во вашите години? Јас сум 63 години, до сега не. Да, тоа беа дел од впечатоците. Имавме прилика да поразговараме со многумина од овдешните жители. Меѓутоа е она што го напоменав, паралелно и надлежните се активирани, континуирано работат на терен и општинските власти. Првиот човек на општина Ресен Гошаревски исто така за 1ТВ изјави дека попладнево е свикана воредна седница на Советот на општина Ресен, каде што ќе се прават првичните анализи за причинетата материјална штета. И Гошаревски го истакна она што всушност сите го порача, дека после вакво невреме среќа што нема ни една човечка жртва и сите се благодарни заради тоа. Во продолжение слушаме и неговата изјава.
Меѓутоа, во теков на денов веќе свикуваме вонредна седница на Совет, каде што ќе ги согледаме со стручните служби сите околности и ќе превземиме чекори, законски чекори кон тоа. Како што гледате, значи има голема материјална штета, но првично, ево и досегашните резултати за среќа говорат дека немаме повредени, што е најбитно секако на почеток за нас. Да, од она, како што споменав, бевте на терен, какви се впечатоците, имавте можност да поразговарате и со жителите и на Крани, односно кои се всушност најпогодените места моментално? Па, точно, најпогодените баш тука, кај што се наоѓаме селата што гравитират према преминот Маркова нога, автокампот Крани, Наколец, Љубојно, Брајчино, Долно Дупени, навистина незапамтено невреме, најстарите луѓе не памтат вакво невреме да ни се случи. Имаме прекина електрична енергија, меѓутоа екипите на Евана исто така се тука, службите на дирекцијата за заштита и спасување се тука и максимално работаме во отстранување на сите пречки. Сите оние што престојувале синоќа во автокампот Крани, да речеме, нели биле безбедни со оглед на тоа што нема повредени. Имало и деца кои што биле дојдени на летување, тие исто така се веќе на пат кон Скопје да се враќат, претпоставувам. Да. Јас лично бев да ги посетам камперите и навистина имаше поголема група на деца. Меѓутоа веднаш реагиравме и со медицински екипи и со службите, све она што му беше потребно му доставивме. Да, освен големата причината материјална штета, всушност 100% се штетите и на земјоделските производи, односно и овоштарниците, секако она што е и заштитен знак на Преспанскиот регион, јаболката. Ова ни го изјави и дел од земјоделците со кои што поразговаравме. Сега останува секако надлежните да ги направат оние првични анализи и проценки во однос на штетата, меѓутоа генералниот заклучок од тука, од терен, од Преспанскиот крај е дека и покрај големите штети и стравот претрпен од вчерашното невреме, сите се благодарни дека нема човечки жртви. Екипите, како што споменав, континуирано работат на терен во овие најпогодени места, Крани и секако Долно Дупени, да добијат што поскоро струја и вода и веќе полека да се враќа животот тука во нормала. И тоа е генерално сликата која што можам, Александар, моментално е во живо да ја пренесеме, секако заедно со мојот колега снимателот Славе Стојановски. Ако имаш дополнителни прашања, повели. Ено, тоа би било се за сега. Ти благодарам за извештајот во ова вклучување во вестите. Ние продолжуваме со уште